Нема операции во ангиографската сала на Државна клиника за кардиохирургија, бидејќи новиот апарат е претежок за подната конструкција. Министерот Таравари призна дека прво се купил апаратот, а потоа се проверувала конструкцијата. Објасни дека додека да се отвори салата, пациентите ќе се препраќаат во приватните болници. За апаратот обично кога ние набавуваме апарати бараме од клиниките, да не кажат што бараат. Необично секогаш. И тие ни дале ваков апарат треба кој што е и КТ и ангиограф, и вистина е тоа дека тие побарале уште да се стават да биде посигурно. За да не сгрешиме, затоа и подобро сме го осигурале, да не биде за 2 или 3 тона, колку е точно не знам. Тоа е направено и сега веќе е инсталирана. Министерот Таравари кажа дека формирана стручна комисија за испитување на стручноста на лекарите по смртта на 57-годишниот Тони Ангелковски, кој почина чекајќи низ болничките ходници. Објасни дека ако била направена обдукција, ќе се знаело што точно се случило, бидејќи пациентот имал и други здравствени проблеми. Семејството обвини за лекарска негрижа и бара одговорност. Директорот на Фондот за здравствено осигурување вели дека договорите со приватните клиники се активни и тие операции се покриени. Семејството на починатиот пациент пак тврди дека приватна клиника побарала пари за операција. Двете приватни кардиохирурги, Жан Митев и Јаџи Бадем Систина, имаат ново склучени договори со фондот за 2025 година и не може да бидат потрошени во април месец. Така да, ако воопшто има таков одговор од било кого, тоа не е точно. Државниот санитарен и здравствен инспекторат соопшти дека нема пропусти во документите за пациентот, но утврди дека едната сала не работела и немало стентови и препорача стручен надзор за проверка на лекувањето на пациентот. Министерот најави дека доколку има пропусти во лекувањето, ќе има и одговорност. Опозицијската СДСМ побара оставка од министерот Таравари, обвинувајќи дека ова е хумана катастрофа.